Вие пензионерите сте нашите најзаслужни граѓани кои активно учествувавте во градењето на државност. Вие ги поставивте темелите на нашиот заеднички дом, нашата земја, Република Северна Македонија. Од тие причини ние, сегашните генерации, сме должни да ви изразиме неизмерна почит и благодарност. Оваа манифестација треба да ги исполни овие цели, да ги афирмираме заложбите дека низ заедничка дружба и соработка можеме да градиме едно солидарно општество во кое ќе се почитуваат вистинските вредности, како што рече вашата председателка. Концептот едно општество за сите е еден од главните стожери на владините политики. И во тој концепт има место и еднакви можности за сите. Преземавме обврска да се грижиме за нашите највозрастни граѓани, пензионерите, и да им овозможиме достоинствени услови за живот. Заедно со Министерството за труд и социјална политика ги исправивме неправдите и сега 2 пати годишно има усогласување на пензиите со трошоците на живот. Ова законско усогласување од една страна ги усогласува пензиите со трошоците на живот, од друга страна го штити фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, за да можат и идните генерации пензионери да очекуваат стабилни и навремени исплати на своите пензии. Растот на пензиите сега е поставен на реални основи и се врзува на економскиот раст. Ако економијата расте над 4% и го достигнува својот потенцијал, тогаш и пензиите ќе растат. Тоа е фер. Денеска имам прилика, затоа што во 12 часот сум на пресконференција, да кажам дека бруто домашниот производ за првиот квартал од оваа година е 4,1%. Тоа значи, драги мои пензионери, дека ќе има динамично растење на пензиите. Ако продолжиме со овој тренд, тоа значи дека покрај редовното согласување со трошоците на живот, веќе имаме димензионирано растење, сериозно растење на пензиите, затоа што вкупната вработливост од лани, првиот квартал 2018 до оваа година 2018 е 40.000 нови луѓе се вработиле. Фондот за пензиско во приходите расте со 8%. Тоа се покачувања на вашите пензии, кои што во следниот период, со овој тренд, со раст на економијата, со вработливост на младите луѓе, дефинитивно ќе се одразува и во порастот на пензиите. Продолжуваме да водиме грижа за пензионерите и да работиме во насока на подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Затоа што реков, се што имаме денес поставено е токму од вашиот труд, од вашата пот, од вашиот работен век, за да ние идните генерации го негуваме, го напредуваме и така да го одржуваме, да создаваме уште поквалитетно општество и земја во која што ќе мотивираме младите луѓе, младите, нашите деца, да остануваат токму во нашата земја. Почитувани пензионери, на самиот крај дозволете да ви посакам пред се убава дружба на 9-та републичка ревија на песни, музика и игра 2019, во добро здравје и уште долги години, оваа манифестација да биде убав повод и причина за заедно да се среќаваме и дружиме. Ќе завршам на крајот, посебна чест ми е да бидам покровител на ваквите републички настани кои што ги организирате. Да сте живи и здрави и убав ден да имате сите.